Здраво, здраво, другарчиња. Како сте? Како го поминавте вашиот летен распуст? Се надевам дека ви беше многу добро. А ти, Ружице, што правеше за време на летото? Па си игра со другарчињата, бев малку на село, бев малку и на море, но и ги читав моите лекции. Здраво! Што правите вие, другарчиња, тука и каде бевте? Бевме на училиште. А што правивте вие во училиштето? Па зборувавме за како си опоминавме летниот распуст и ни го даде распоредот за училиштето. Магдалена, да те прашам нешто. За кого е невозбудлива новата учебна година? Па се разбира за првачињата. Ајде да изрецитираме една песничка за добре дојде. Брзај, брзај, прваче, кон школскиот двор, те чека учителка со мајчински збор. Букви, сказни, песнички на секој нов час, таа ке ти кажува со милослив глас. Брзај, брзај, прваче, звонче шири глас, децата се собрале на првиот час. А сега да видиме како помина првиот училишен ден за првачињата во нашиот град. Драги наши прводеленци, еве, конечно дојде и овој ден кој ќе го паметите цел живот. Тоа е денот кога за прв пат го пречекорувате училишниот праг. За прв пат седнувате во училишните клупи. За прв пат го слушате звукот на училишното звонче, како и топлиот охрабрувачки глас на вашите наставници. Но овој ден ќе го паметите и по тоа што ќе ги запознаете вашите нови другарчиња, со кои заедно ќе поминете безброј убави мигови во наредните 5 години, колку што ќе трае вашето школување во нижните оделенја од основното образование. Се разбира, тоа другарство може да трае и многу повеќе, па дури и цел живот. Зошто е важно образованието и другарувањето да одат рака под рака?
Затоа што покрај избогатувањето со знаење од сите предмети кои ќе ги изучувате, ќе научите и како меѓусебно да се почитувате и да си помагате едни со други. Овие вредности се многу важни, па доколку се потрудите да станат дел од вас, тие ќе направат добри, честити, доблесни луѓе и ќе ве красат цел живот. Затоа, секој ваш ден поминат во училиште ќе биде од непроценливо значење. Од тоа што ќе го научите во училишните клупи, но и надвор од нив, зависи вашата иднина. Бидете секогаш послушни, добри, вредни ученици. Внимателно следете ги вашите наставници во нивното несебично дарување на знаењата. Бидете активни и отворени на секој час и секогаш извршувајте ги вашите училишни и домашни задачи. Само така ќе напредувате во вашето образование и ќе си ги отворите убавите патишта во животот. Како што растете, така нека растат и вашите амбиции. Еден ден да станете успешни и почитувани луѓе. Учењето воопшто не е тешко. Само треба да сакате и да верувате дека ќе стасате до вашата посакувана цел. Сакам за крај да ви го честитам тргнувањето во училиштето и да ви посакам успех во учењето, но и безгрижно и среќно детство. Ви благодарам. Безбедност е многу важна за децата, а особено за првачињата. Затоа, полицијата и повозрасните ученици ќе им помагат на првачињата да стигнат до нивното училиште. Учеството на учениците е доброволно и истите се одбележени, носат одбележени униформи. На наше задоволство добивме подршка од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата, односно Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во Струмица, со што беа обезбедени елечиња, кои што се со видлива портокалова боја, на кои што се испишани УСАЕ или училишни сообраќајни единици и носат плави капчиња, на кој што исто така е назначено дека станува збор за училишни сообраќајни единици. На наше задоволство ќе се трудиме и ќе тежнееме да имаме што поголем број на ученици кои што ќе бидат вклучени во оваа активност, се со цел прво нивна едукација, а второ тие ќе бидат пример за останатите учесници во сообраќајот, а посебно и особено пример за нивните врсници. Нашиот апел е до сите учесници во сообраќајот во овој временски период да бидат особено внимателни и предпазливи кога ги применуваат улиците, посебно кои што се пред училиштата, имајќи во предвид дека фреквенцијата во сообраќајот е зголемена.
Ние бевме во училиштето Видое Подгорец. Таму разговаравме со учителката Сонја Појразовска. Таа ова година ги учи првачињата и разговаравме за тоа како тие побрзо да се прилагодат во училишната средина. Пишувам сама, за читање сигурно ке помага мама. Кога ке го земам учебникот в рака, ке си учам и решавам без никаква мака. Прва че ке бидам на есен, патот ке ми биде лесен. Мама, тато, баба, дедо, ке викат браво, чедо. Ајде, ајде, сложно, деца, училиште нас не чека. Задачи ќе ти вас казним и лектири разно разни. Тетрадки, учебници ке биде на број, школска униформа со најубав крој, блокчиња и боички за цртежи свежи, во гранинка велат поати лежим. Кога ке го земам учебникот в рака, ке си учам и решавам без никаква мака. Прва че ке бидам на есен, патот ке ми биде лесен. Мама, тато, баба, дедо, ке викат браво, чедо. Ајде, ајде, сложно, деца, училиште нас не чека. Задачи ќе ти вас казним и лектири разно разни. Прва че ке бидам на есен, патот ке ми биде лесен. Мама, тато, баба, дедо, ке викат браво, чедо. Ајде, ајде, сложно, деца, училиште нас не чека. Задачи ќе ти вас казним и лектири разно разни. Разговараме со наставничката Сонја Појразовска во основното училиште Видое Подгорец во Струмица, која годинава има паралелка со првачиња. Една генерација замина, сега имаме нова генерација. Наставнички, нека вие на почетокот среќна новата учебна година и брзо прилагодување со новите ученици. Многу ви благодарам. Навистина сум возбудена, не само за почетокот на новата учебна година. Возбудена сум и од новото запознавање со новите дечиња, со нивните родители, со нивните пошироки семејства што ќе ги запознаваме во текот на учебната година. Јас сум долгогодишен наставник, знам како се чувствуваат дечињата во почетокот, но најпрво должност ми е да ги поздравам уредниците на емисијата Детско капче, да ги поздравам водителите што се деца во Детско капче, бидејќи знам со каква љубов и тие сакат да го работат тоа што им е поставено како задача пред нив. Доаѓам на работа со желба, доаѓам на работа исполнета, с проблемите и сеќавањата за секој поминат наставен час ги минувам заедно целодневно со мене во моите мисли, постојано се грижам да не сум направила некаква грешка кон дечињата,
бидејќи тоа се едни чувствителни души, бидејќи дечињата се деца што не искажуваат, а чувствуваат. Тоа имаат посебни чувства. Првачињата се најмили, најчисти, најнеизвалкани, како што велиме народски ние. Децата се прекрасни, сакам како едно семенце што ќе се посее во нивата, да расте, да раѓа плодови, па така и моето знаење што ќе им го пренесувам, сакам да вроди плод. Наставничке, тешко ли е да се прилагодат дечињата во оваа образовна, наставна средина? Како минуваат првите денови? На што се посветува внимание? Првите денови минуваат навистина возбудливо. Да не речам тешко, бидејќи зборот тешко може да се свати на разни начини. Ние сме возбудени, бидејќи се уште не ги познаваме доволно дечињата. Не им ги знаеме карактерите, не им ги знаеме нивните домашни воспитувања, не им знаеме особините. Но, јас како долгогодишен наставник се трудам со добрите зборови, се трудам со сето тоа што можам како мајка, како жена, како родител да го пружам кон нив. Ги сакам, тешкото го оставам зад себе, малку сме збунети секако и со родителите и со дечињата, но првите денови секаде се така. Во било која работа, каде и да бидеш, почетокот е многу возбудлив. Родителите може да им помогнат на своите деца полесно да се навикнат на училиштето? Може ли нешто посебно да направат, да ги охрабрат, да ги бодрат на некој? Да, секако. Родителите се тие што најмногу морат да се грижат за сето тоа. Дечињата доаѓаат од секакви различни семејства. Секој родител се грижи да пружи сето тоа што може да го каже. И никако јас еве како долгогодишен наставник сакам да посоветувам на младите родители, бидејќи сега на нашите првачиња се млади родители, сакам да ги посоветувам да не ги споредуваат децата со било кое друго дете. Секое дете е различно. Секое дете носи нешто посебно во себе. Секое детенце во почетокот можеби и е збунето од тоа што ако некогаш родителите ќе му кажат со тие заплашувачки наши, ќе видиш во училиште, ќе видиш учителката, што ќе ти направи, тоа никако. Значи, советувам на младите родители да бидат смирени, да бидат спокојни, да не сакаат преку ден, преку ноќ, да се нивното дете порасне, да се изгради во вистински ученик. Првачето е нешто посебно. Првачето е детенце кое што постепенно, секојдневно, неосетно, ќе расте, ќе се збогатува. Ние овде во почетокот во нашата настава ќе имаме сега родителска средба. Ќе одржиме родителска средба со намена да се запознаеме со родителите, да ги посоветуваме, не дека родителите не знаат, но ние од нашето искуство да им пренесеме некои тајни во однесувањето за дечињата. А тајните јас би ги рекла единствено во љубов и смиреност. Тоа е за мене голема тајна, која што сакам секој млад родител да го знае. И уште едно прашање, дали имате спомени од деновите кога вие сте биле прваче, кога сте почнувале? Знам дека поминале многу години, но сигурно нешто во вашето срце, во вашите сеќавања останало. Ке споделите ли како беше кога наставничката Сонја беше првачето Сонја? Да, првачето Сонја токму во оваа училиште учеше. Јас сум учела во оваа училиште, моето учење започна овде во училиштето. Имав прекрасна учителка, можам дури да ја спомнам покојната Лепа Боневска, ни беше наставничка. Имав прекрасни другарчиња, потоа животот ме водеше да станам оделенски наставник, па првото вработување како многу млада се вработи во училиштето. А за вашето прашање, спомени од моето детство, па ние бевме деца, јас сум била прваче 1964-65 учебна година. Моето сеќавање е можеби бледо, но сепак
Имам спомени. Имам на едно другарство, на едни мирни деца, на дечиња кои што знаат да се наредат кога ќе го кажат учителките мир, наредени по две. Па имам спомен на тоа како тие таблички, ние нашите азбуки, буквите азбучни, оти ние првачиња почнувавме со учење на буквите, после тие пишување на линиите и буквите, па ги пишувавме на таблички со пластелин, а од озгора со графче ги лепевме, тоа како еден вид сегашната наша активна настава, ама тоа го носевме секојдневно со нас. И секоја нова изработена буква, освен на даскичката што ја носевме како табличка, ги правевме и во тетрадките ги пишувавме. Спомените ми се прекрасни. Другарствата ми останале уште од првите оделенија. Сеќавањата на убавите денови, на убавите песни, на игрите. Тогаш сосема друго наше беше школувањето. Но тоа беше сето одраз на едни деца кои што немавме толку осознаено за светот. Ние тогаш не знаевме за телефони, не знаевме за електронски игри. Ние тогаш игравме најобични детски игри. Дури и часовите по физичко ни беа такви часови. А како прваче, друго не би знаела што да кажам. Знам дека сме ги пееле буквите, знам дека за секоја буквичка песна сме пееле, се сеќавам на некој од нив. Имам убави спомени, сум сигурно веројатно бидејќи сум ги засакала многу тие моменти, па и се родила можеби желбата да бидам иден наставник и да образувам многу деца. Јас имам многу ученици поминато. Оваа ми е, мислам, 9-та генерација што ја учам, а замислете си, тоа е луѓе. И среќаваат ли? Да. Се сеќавате ли на голем дел од вашите ученици? Се сеќавам на голем дел од моите ученици. И многу ми е мило кога на улица ќе се сретнеме, кога ќе ме прегрнат или кога ќе ми се јават. Или дел од нив сега живеат и се многу врвни личности. Во Софија лекари, имам ги премногу, во Скопје, инженери, не можам да ги набројувам од сите занимања. Се сеќавам и еве сега можам да кажам, веќе овие последни години почнав и нивните деца да ги учам. Имам родители што ми се биле и во минатата генерација, еве и сега сум била нивна наставничка, а сега им ги учам нивните дечиња. Благодарам многу за разговорот и посакувам овие првачиња да станат умни и мудри луѓе еден ден. Верувам дека ќе биде така. Со грижа, со труд, ќе биде се. Ќе биде се, да, благодарам. Прваче ќе бидам на есен, патот ќе ми биде лесен. Мама, тато, баба, дедо, ќе викаат браво, чедо. Ајде, сложно, деца, училиште нас не чека. Задачи ќе ти вас казним, и лектири разно разни. Тетрадки, учебници ќе биде на број, школска униформа со најубав крој, блокчиња и боички за цртежи свежи, во гранинка велат поати лежи. Кога ќе го земам учебник од врака, ќе си учам и решавам без никаква мака. Време за првиот час по англиски. Јас ќе кажувам зборчиња поврзани со училиштето на англиски. А јас ќе ги преведам на македонски. Pen, Пенкала, pencil, молив, pencil case, кутија за моливи, backpack, училишен ранец, ruler, ленир, eraser, гумичка за бришење, colored pencils, дрвени боички, books, книги, subjects, часови, classroom, училница, teacher,
Наставник или учителка. Uniform. Униформа. Другарчиња, ова беше се за оваа емисија. Знаете ли што ми текна? Ми фалат лектири за оваа учебна година. Затоа другата емисија ќе одиме во библиотеката. Гледајте на и следната сабота. Чао! Чао!